Јане Карајованов, тренер по пливање. Добро утро. Добро утро. Гости ни се и Дамјан Станковски, пливач, и Милан Јанковски, исто така пливач, 14 годишни спортисти, македончиња, кои што имаат среќа што ова утро не се на училиште, па не им треба оправдание, меѓутоа на професорот му треба. Па еве, во живо е доказот дека се тука во студиото на македонската телевизија. Професоре, ни треба ли разладување во овие денови? Па разладување секогаш е повеќе од потребно, посебно во овие скопски лета. Се осеќа горештината веќе. Оваа година малце подоцна не фати таа позната скопска горештина, но никогаш не доцни. Така што би ги поканил сите на базените кои што ги имаме во Скопје, да дојдат, да пливаат, да уживаат во нив, и покрај толку што сепак се малце, ние си ги сакаме. Тоа беше следното прашање, дали се доволен број базените што ги имаме во Скопје, добро и за рекреација, но и за современ професионален спорт, како што практично бараме. Нели ние бараме резултати, ние сакаме светски првенства, фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, чуда да правиме, атлетика, ако може, пливање, но па да, ние имаме многу слабо развиена инфраструктура, посебно пливачка инфраструктура. Ние имаме еден базен 50 метарски кој што работи 8 месеци. Да кажеме 4 месеци во текот на зимото тој базен не работи. 50 метарскиот ние работиме во 25 метарскиот, тоа малку коридор. Добро, и кога работи сте со редуциран распоред, бидејќи има многу кои што сакаат да пливаат. Нормално, да. Сега во моментот за жал и базенот Карпош се реновира. Се уште не е пуштен во употреба. Ние добивме известување, информација од Пливачката федерација дека стапија во контакт со директорот и самиот директор ги запозна со работите како тековно се движат. Добро, Даниел има голем сенс за спорт, така што се надеваме дека се е во најдобар ред и дека многу брзо ќе се врати. Базенот Карпош ги амортизираше многу работите тука во Скопје во однос на бројот на пливачките клубови. За жал сега сме сите на олимписки базени и се осеќа тој недостиг на простор. Без разлика што големиот 50 метарски базен е во функција, сепак има голем број на пливачи, голем број на клубови кои што се од Скопје тука и кои го користат. Како што кажавте, се барат врвни резултати, меѓутоа за врвен резултат покрај сите други работи најважна е инфраструктурата. Ние ја немаме таа инфраструктура. Врвни услови, да. Сега ја немаме, но ќе ја имаме според најавите, се најавува низ Македонија дека ќе бидат пуштени во употреба многу базени, меѓу другото и во вашата општина, општина Бутел. Да. За среќа јас сум наставник во основното општинско училиште Ацо Шопов во населба Радишани, која што е дел од општина Бутел. Градоначалникот на општина Бутел, господин Дарко Костовски, има мислам тој е човек од спортот, знае што е врвен спорт, има постигнато стварно е врвен резултат со сребрениот медал на Дејан Георгиевски на Олимпијадата во Токио. Борче Костовски, да не го забораваме, да не се налети докторот. Борче Костовски, докторот мислам е дел од целиот тој тим кој што го донесе тој, да кажам, успех на Македонија во поновата спортска историја. Меѓутоа, Дарко Костовски во својата да кажам најава за наредниот мандат како градоначалник, најави дека ќе гради базен во основното училиште Ацо Шопов и тоа е еден од најголемите, мислам, проекти кои што ги најавил некој од градоначалниците. Во Радишани спортски центар ќе се гради. Па веќе има неколку спортски центри кои што се отворени за пошироката јавност и децата ги користат. Он најави дека ќе има боречки спортски центар во Радишани и мислам дека тоа е почнато. Базенот се уште не е почнат, меѓутоа тој не е така едноставно базенот да се направи, сепак треба да се сеизмолози да се прашат одредени експерти како и што ќе биде, меѓутоа тој е човек кој што знае да се бори со предизвиците. Секогаш излегува како победник и верувам дека базенот ќе го добиеме набрзо и можам само да го пофалам и да му кажам. До сега да не биде реклама или пропаганда, меѓутоа што кажал, што ветил исполнил. Па да, сега вака. Во областта на спортот зборуваме. Ја сега и како спортист бивши и како тренер навивам за тоа
го поддржувам 100%. Него другото, не? Да, го поддржувам така што само напред. За општо добро е, сега да видиме младинците што ќе кажат, 14 години, по колку години се занимавате со пливање? По 8 години до сега. 8 Од години, кои што значи шест- од 4. Пардон, од 6, математиката Од 6 години, да, 8 години Денеска. се бавам со пливање, од кои што 6 на надпревари. 6 на надпревар. Да, веќе пола година сме во репрезентација јас и Дамјан. Добро, Дамјан ти? И јас од 7 од 7 години Ти се бавам со половина сега пливање, погодив, да, 14, добро. 7 години се бавам со пливање, од кои 6 исто на надпревари одам редовно. Добро, ви треба базен во текот на летниот период? Дефинитивно да. Да, Дефинитивно треба, ама освен имаме. професионалното занимавање со пливање, професионално нели колку можете, дали и рекреативно одите на базен? Па тоа е професионалното. Не. Нема рекреативно. Доволно ви е тоа? Да. Дамјан, колку време во текот на денот му посветуваш на тренингот? Колку пати дневно тренираш? Дневно некогаш тренирам 2 пати, некогаш еднаш. Добро. Зависи. По колку часа, како тоа трае, како По- изгледа еден ден? 1,5 час тренираме. Првиот тренинг, на пример, може да биде полесен, вториот потежок, или и 9 пати во неделата. Така, станувате рано наутро, исто како и ние А, во од 7 саат, 4:30. од 7,5, не. Од 7,5 имаме тренинг од 7 саат. Од Ама шест може да до станете, седум може да имаме, станете да. порано, Од не шест да до го шест и разбудите постануваме. телото, организмот, да. Добро, Милан, какви услови има во Македонија за развој на пливањето? Вие сте спортисти веќе подолго време и сега колку и да сте млади, колку и да сте во наводници неупатени, сепак гледате што се случува со современите средства на информирање, сте и тоа колку запознаени со светските теркови, колку во Македонија има услови за развој на пливањето? Па се тоа е малце, може да се каже со еден базен не е доволно. Треба да има барем во нашиот град минимум 4 базени за да има услови за тренинг, бидејќи на еден базен не може толку деца и толку клубови да тренираат. Дамјан, сега се соочувате ли со коментари од типот на тоа дека македонските пливачи се слаби, младите македонски пливачи се слаби со резултатите во однос на останатите и кога знаете во какви услови екзистирате, како тоа допира до вас? Бидејќи вие сте основата на спортот, од вас почнува се. Ти треба лично, вие двајца, да продолжите и понатаму, затоа што во вас е вложено многу, 7-8 години. Како допира до вас тоа кога... Само не поттикнува поише тренинзи да правиме појаки, поинтензивни. Значи, го буди спортскиот инат во Да. вас. Така нека Значи биде. не може. Така нека биде. Продолжете така. Јане, резултати бараме, нели? Имаме ли доволно надпревари кај нас, организирани? Пливањето знаеме дека беше во каква чудна состојба. Па сето тоа се промени. Значи, од оваа година сите тие, да кажам, турбуленции кои што се случува во пливањето, веќе се променија, се смирија, страстите веќе, имаме нов председател на Пливачката федерација на Македонија, тој е Сташо Лазаровски. Беше гостин во МТВ, најави светли идни денови, Да. бистра вода најави. Па да, се надеваме. Сега ќе треба малце подолго време да се стабилизира се тоа што е наследено од претходно, меѓутоа имаме поддршка од Министерството за спорт, од министерот за спорт господинот Борко Ристовски. Кој е уште еден спортист Да. и знае што треба Знае за како и што треба. резултати. Да, резултати секогаш се барат, нормално кога некој во тебе верува, во тебе вложува, се барат резултати, меѓутоа за резултати треба и време, посебно во пливањето кој што е базичен спорт и во кој што не можеме да бараме резултат преку ноќ, туку треба одреден период да помине, нели со одредени подготовки, нормално услови тука во Македонија и сето тоа дополнително што треба за тој врвен резултат и на крај требаат и пари. Да кажеме дека едно учество на Олимпијада во полуфинале или во самото финале е бројка со 5-6 нули. Ние тука тоа го немаме. Него не знаеме тоа дека е така. И мислиме дека тоа само природно си доаѓа по себе. Па се докажало дека Македонија може да има добри резултати во пливање. Ние сме имале и медали од младински првенства, ние сме имале и пливачи кои што учествувале на големи надпревари светски и европски првенства во самите финалиња беа. Но сето тоа замре со, да кажам, затварање на базените. Тоа е основното, меѓутоа понатаму, освен базените, требаат и многу други работи, но тоа е процес кој што, новото раководство на федерацијата, министерот за спорт ќе помогнат, така што ќе имаме некои години на
на мака, да кажеме, спортска, но верувам дека ќе се вратиме на местото кое што го имавме претходно. Па ако е лесно, не е интересно. Така се Така вели, е, нели? точно. Македонија, пливање на престојниот ЕМОВ во Скопје, Европските младински олимписки игри, фестивал. Да. И фестивал е наречен овој спортски собир. Што значи тоа за македонските спортисти да бидат дел, сега бидејќи сме домакини нели во поголем број, меѓутоа што значи тоа да се биде дел од еден ваков жаргонски кажано скуп, од еден ваков собир на спортисти? Па ова е да кажам олимпијада за спортисти во кадетска конкуренција, значи за спортисти 13, 14 и 15 години. И ова е почеток на нивните понатамошни кариери. Значи тоа може да биде само еден вид на бустер кој што ќе ги зарази со дополнително интересирање и со дополнителна желба за тренирање, напредување, затоа што ќе видат како е да се настапува на една сцена која што ги собира најдобрите спортисти во нивна категорија. Тоа не само за нив, тоа за цела Македонија, посебно за Скопје, да бидеш организатор на еден ваков настан е од големо значење. Пред се инфраструктурно, второ организацијски и трето секоја федерација ќе види како е да се настапува, да кажеме, во нивниот спорт на голем настан. Затоа што самата федерација треба да обезбеди суди, треба да обезбеди цела таа инфраструктура и да биде едно професионално ниво. Ја можам да кажам за пливањето дека олимпискиот базен верувам дека нема да биде препознатлив во текот од 20 до 26 јули. На позитивно, нели? На позитивно, Добро. да, точно. Се надевам дека тоа ќе биде еден импулс кој што ќе влијае на изградбата на други базени, но и ќе влијае на самата држава да организира вакви настани со кои што нели ќе го промовираат спортот. Ова е фестивал во кој што покрај спортот се промовира и другарството. Се промовира и другарството, децата се запознаваат со други деца од други држави, нивни врсници и тоа се врски што стануваат во текот на целиот живот. Нормално, после тоа следуваат и други настани во категориите што одат, како што се младински, на крај врвот е олимпијадата, тоа е веќе сениорска конкуренција, која што верувам дека сите олимпијци тргнале од овој настан. Од еден ЕМОВ, па после тоа младинска олимпијада и на крај таа олимпијада која што е круната на сите. Слушнавте и двајцата, го знаете тоа, претпоставувам, Знаем. така? Добро. Дамјан, што очекуваш ти од, бидејќи вие двајцата ќе настапите на ЕМОВ, што очекуваш ти од спортскиот аспект, да речеме? Од резултатите, од конкуренцијата? Конкуренцијата знаеме дека ќе биде јака, знаеме дека ќе има многу пливачи, но за мене можам да кажам очекувам уште еден државен рекорд во дисциплината 100 метри градно и по можност и на 200 метри градно да се бутне. Дамјан, младите за младите спортисти се вели вака, најдобро за нив е да не се споредуваат со никого, да пливаат во својата патека, за сите спортисти, нели? И најважно од се, секој нареден ден да бидат подобри од себе. Има ли прогрес? Чувствуваш ли дека има прогрес кај вас? Да, има. И што очекуваш ти од тоа што би требало да се случи на следниве настапи на ЕМОВ? Европската младинска олимпијада очекувам што подобар пласман, од исплијано најдобро време, може би национален рекорд на 50 метри слободно. И Добро, таргет на двајцата ви се олимписките игри сениорски. Има уште време, има уште колку 4 години, така? Така. Имате уште еден олимписки циклус. Да. Значи тешко Лос Анџелес, меѓутоа следните Бризбен. Да, следните олимписки игри може да ве Ќе видиме, очекуваме, може, да ве може. видиме. До тогаш Може да имате очекувате, многу има. младински сениорски првенства. Има Ќе време. видиме да ќе се покажеме. Значи, не се толку тивки како што изгледаат. Какви се резултатите на македонските пливачи во меѓународни рамки и покрај тоа што имаме еден од основните проблеми го имаме, а тоа е инфраструктурата, какви ни се времињата, какви ни се потенцијалите, може ли да се направи некоја споредба? Па помладите категории, да кажам, не заостануваме многу во однос на пливачите во блиската околина. Значи, овдека да кажеме на Балканот или малце подалеку, затоа што ние во текот на годината настапуваме на надпревари од
да кажам, надпревари во земјите од Централна Европа, надпревари еден вид на мултинации. Тоа не се европски првенства, меѓутоа со земји од Европа, Средна Европа, Источна Европа настапуваат на тие надпревари, така што ние сме во, да земеме дисциплина некоја 100 метри градно Дамјан кај што настапува или Милан 50 метри слободно, ние сме во средината, што и не е така лошо. Меѓутоа проблемот се јавува кога пливачите ќе дојдат до возраст некаде младенци или сениори, каде што треба поспецифичен тренинг, поспецифичен приод. Ние тоа го немаме затоа што тие се ограничени со време на базенот, после тоа се финансиски, да кажам, ограничени, затоа што сите тие работи барат дополнителни финансиски средства. Еден спортист треба во текот на годината, покрај тренизите тука во Скопје, треба да има барем 2 пати до 3 пати подготовки, едни висински, едни, да кажам, специфични подготовки, тоа барат дополнителни финансиски средства. Посебно тука што е, овие висинските центри во Бугарија, Белмекен или, да кажам, во Франција. Тоа се места кои што се точно направени за спортистите и точно се направени да го покренат спортистот од нивото кое што е и да го кренат на едно поголемо ниво. Сето тоа бара пари, сето тоа бара и многу откажување од страна на спортистот, но да кажам, да го земеме нашиот најдобар пливач Никола Ѓуретановиќ, кој што ќе дојде по европското првенство таму некаде во јули во студиото, ни најави. Да, значи оне во години во кои што сега треба да се помогне на неговиот понатамошен развој. Има и повеќе помлади пливачи од Никола, кои што се во еден, да кажам, критичен момент. Тие се во пубертет, во период во кој што сакаат многу, сакаат и многу работи, меѓутоа треба да имате една водилка, тоа е пливањето, што е плюс, и тука треба ние како федерација, ние како тренери, ние како клубови, како фела, и како држава треба да им се помогне. Така што нивните резултати се во ред. Сега не можеме да кажеме дека сме на самиот врв како што бевме, меѓутоа сме во средината. И неиздржаните критики да си ги чуваме за себе. Оној кој што не знае што се случува, подобро е да молчи отколку да го руши она што се гради. Па кој треба ќе си се препознае во констатацијата. Критиката како критика секогаш да кажам ќе има. Значи ние не можеме да се да спречиме или да се оттргнеме од сето тоа. Меѓутоа треба да ја прифатиме како што кажа Дамјан, мотив плюс да работиме и да покажеме. Ние и да бидеме најдобри, пак има луѓе кои што ќе не критикуваат. Дека трепката ни е на лево. Да. Така што тоа е нормално. Посебно ние спортистите сме навикнати на тоа. Таа критика за нас повеќе пати е мотив плюс, меѓутоа има моменти кога и таа критика може да кажам, да не стави на место во кое што не сакаме да бидеме. Во фрагилна состојба се млади, многу се млади. Точно, во пубертет се и тоа затоа психолошки да не се делува тоа на нив. Тоа е моментот кој што ние, како што кажа ти како фела, треба да внимаваме, треба многу да помогнеме, затоа што не можам да кажам дека имаме премногу пливачи надпреварувачи, треба да ги чуваме децата. Не само пливачите, треба и спортистите да ги чуваме. Ракометарите сега на Пелистер да им се даде поттик на младинците, беа на завршен турнир, така е. Ветер в грб, едноставно да ги пречекаме како херои со учеството таму. И ракометниот клуб Алкалоид се разбира со титулата, со млади наши македонски играчи, така што рецептот е тука. Да, рецептот се гледа дека ние како нација сме спортска нација, имаме млади деца кои што сакаат да се занимаваат со спорт, само треба да се помогне. Јане, Дамјан, Милан, благодариме што ова утро бевте тука наместо на тренинг. Тренингот ви заврши или се уште немавте денес? Немавме, од Сабале требаше да имаме. Добро, требаше да имате, простете. Значи 2 попладневни тренинга врзани. Ви благодариме, посекуваме многу среќа, многу успех, бидете своји, бидете инспирирани од она што го сакате, од она што го правите и резултатите ќе си дојдат. Тоа е секогаш така, квалитетот секогаш ќе исплива на површина, а нели, времињата секогаш може да бидат подобри. Ви благодариме. Благодариме уште еднаш.